Форумло комунитаслор миноритари, јасти коалиција ни формала а организацијалор цивили а комунитаслор етници каребанязато Македонии, ши јасти фудант алнудауње и треис прениц, ка резултат а уно и пилот проекту финансати цивика мобилитас. Скуполата сфундеazza a esta umbrella de mamute organizații civili era, de aduns le actualizează lipsiturile comunităților etnici minoritare, de aduns să luptă cu provocările și problemele cu care se străvăsesc în legătură cu realizarea tu praxa a drepturilor a comunităților etnici, de estética a instituțiilor de stat care se ocupă cu drepturile comunităților minoritare, nu le sunt date a hăt mări ingerenții, finanții și capacitet de lucrător, dar poate să le realizează obligațiile lor ca instituții de stat care lipsește să ajută tu praxis realizează în drepturile comunităților etnici. După mai multe activități care forumul le organiză și le realiză tu trecuții 2 ani, vine pe idei să întreagă și un documentu cu scopos le cunoască instituțiile de stat și organizațiile internaționale cu lipsiturile comunităților etnici, ma și da propuneri ti metri concreti care vă spreaducă ti mai bun status a comunităților minoritare tu statlo a nostru. În legătură cu acest documentu, prezidentul a forumului, domnul Nader Recepi, zăsi. Forumul je formiran da im pomogne na instituциите, фокусирани и одговорни за заедниците, да го подигнат прашањето на малцинствата во Македонија и секако да учествуваат во пошироките процеси кои се тековни во државата, пред се со фокус на евроинтеграцијските прашања и секако економскиот и социјален развој на нашите заедници. Форумот како проект заврши во 2024 година, меѓутоа форумот продолжува и понатаму со своји сили да функционира. Во моментов членуваат 17 организации од сите заедници во државата, значи сите немнозински заедници. Значи сакаме да помогнеме да се заакне кохезијата, толеранцијата и соработката меѓу граѓанските организации и државните институции. Во тој смисол, ние дојдовме на идеја да напишеме еден предлог текст кој ќе го објавиме наскоро и ќе го испратиме не само до домашните институции, туку и до меѓународните организации, затоа што со текот на сегашните големи промени глобални што се случуваат во светот, малцинското прашање не само во Македонија, туку и во Европа е се повеќе маргинализирано. И поради тоа ние потсетуваме дека сегашните механизми или инструменти пред се според стандардите на Рамковната конвенција за заштита на националните малцинства на Советот на Европа, па и кај нас преточени во Уставот преку Охридскиот рамковен договор, се застарени и неефикасни. Значи не ги даваат очекуваните резултати или она што ние верувавме дека еднаш кога ќе имаме институции одговорни за нас како посебни агенции или институции во државата, нашето прашање ќе се развива според нашите потреби. Тоа очигледно не се случува, веќе од 2011 година ја имаме Агенцијата за поддршка за правата на заедниците. Имаме и неколку управи кои се одговорни за културата и образованието на заедниците. И тука ги гледаме сите ограничувања и комплексности на нашето прашање. Значи, пред се сакаме да подсетиме дека не сме само број и процент во ова општество, туку сме долгорочно присатни граѓани на оваа држава. Не само дека сме лојални, туку сакаме и да учествуваме во развојот и да допринесеме за очекуваните промени во однос на пошироките процеси. Сега во овој текст ние пред се потсетуваме дека Рамковната конвенција е своевиден продолжеток на колониалистичкиот поглед на европските држави кон малцинствата, затоа што не ги смета граѓаните кои не се од мнозинските заедници како еднакви граѓани, туку ги гледа како нешто страно, надворешно и во тој смисол сите политики во Европа во последните 200 години, иако конвенцијата е многу напреден и висок стандард на заштита, сепак
пишувана од мнозинските експерти, не го адресира правилно и очекувано според нашите потреби. Значи, ние сме се уште не сматрат за нешто страно, иако со генерации живееме во европските држави. И воглавно политиките се однесуваат на минимални права и базични остварување на својот идентитет, заштита на културата, јазикот и такви елементи на меѓутоа ние преку форумот сакаме да отвориме поширока дебата за да потсетиме дека мора нешто да се промени во овој смисол и дека со тек на времето нема да останеме само на бројки и проценти, туку ќе внимаваме колкаво влијание тие бројки и проценти произведуваат и генерираат во општеството, а со тоа да се придвижи целата дискусија за да имаме во Македонија граѓански устав, а не вака како што е иницииран или поставен во овие 30 неколку години само на етнички поделби и етнички права и секако бројките кои диктираат и дават или не дават поголеми или помали права во развојот на државата. Tu textula documentului sunt scriate și țin metri esențiali care lipsește sliadarea guvernul în legătură cu garantarea a drepturilor a comunităților etnici și intenția este de șclidă malargă debată la care public vă discutează de lipsiturile a comunităților minoritare. Нашите првични очекувања не се големи, меѓутоа сакаме да отвориме јавна дебата, затоа што концепцијски се е поставено на погрешни нозе во државата и затоа со текот на годините, на времето, се потешки и по нерешливи проблеми се појавуваат. Затоа што од самиот почеток, кога требаше да се донесе граѓански устав во државата, тоа не се направи. Од друга страна, меѓународните стандарди наметнуваа таков став и перцепции кон малцинствата, кон кои нели Македонија ги остварува минимално, затоа што таму се барат некои минимум услови. Ако знаеме дека концепцијски овој модел не овозможува поголеми промени и секако поголемо учество на заедниците, тогаш треба да се променат не само инструментите и механизмите, туку и моделите за учество на малцинствата во оваа држава. Пред се има потреба од инклузивни механизми и инструменти, меѓутоа тие инклузивни механизми не треба да бидат афирмативни како што се сега, туку да се базирани на компетентност и меритократија, затоа што квалитетните решенија и одржливи нели предлози треба да дојдат со соодветна анализа, знаење и секако предвидување на последиците. Значи, многу закони се носат на брзина во државата, без да се видат последиците не само кон поширокото население, туку и кон заедниците, затоа што секој закон што се усвојува треба да има импликации економски, културолошки, социјално, а тоа треба да се анализира на време, не само на брзина да се донесе под некакво европско знаме и да се копира законот од Европска Унија, затоа што тие закони можеби функционираат и стандарди во Унијата, меѓутоа не се апликативни за нашата држава или општество, затоа што ние сме во некој друг развоен стадиум и треба реално да видиме што е апликативно во нашето општество и колку тој финансиски и човечки ресурси ќе изискува. Ideea forumului este tu zbănăm de adun, a nu un pinin galanto, și tu acel contextul tu soni, domnul Nadir Recepi, petrecut de mandare până la motritoria noastră și până la tu zbănător a statului nostru.
Значи, пораката е едноставно. Форумот продолжува и понатаму да се мобилизира со сите своји капацитети и да придонесува не само кон сегашниот мултикултурализам кој е како концепт промовиран во Уставот, туку и да видиме дали имаме доволно капацитет и знаење да преминеме на новата идеја за интеркултурализам. Тоа е повисок стадиум на толеранција и на релации меѓу граѓаните. Македонија е позната како општество кое има висока толеранција историски гледано наназад, меѓутоа политичките партии, одлуки, па и однесување на многу политички чинители генерираат нестабилност и тензии. И тука сме за да помогнеме како да се надминат, меѓутоа заедно со другите, не само преку нашите етнички заедници, туку сакаме да бидеме дел и глас на сите идни политики. Форум до comunităților minoritare continuează să existează. Se lucrează tu interesa comunităților minoritare, da propuneri constructivi, metri concreti, care lipsești se realizează de dun tu colaborare cu instituțiile de stat, tot cu un scopo. Se ne intează în drepturile fundamentale a cafei unui om care banează tu Macedoniei.